Почитувани гледачи, добра вечер. Уште едно отворено студио на телевизија Сонце. Биде една од темите кои што ќе ги разговараме со мојот вечерашен гостин. Дарко Симуновски, најнапред да ти се извинам што мораше да ме ислушаш, а потоа да ти посакам добре дојде во телевизија Сонце, овој пат вака во нашето студио, а не преку Skype. Добре ве најдов, благодарам за поканата, чест ми е задоволство што сум кај вас во ТВ Сонце. Вие сте економист, човек кој што го знае криптопазарот, но пред 2 дена имавте интересен пост за американските тарифни бариери, особено она што Соединетите американски држави го направија во овој дел. Имате малку поголема можност на едно ваше видување како човек кој што долги години се занимава со економијата и со финансиските пазари. Така. Сметам дека тоа што го направи Трамп, председателот Трамп, тој го направи од, би рекол, пред се патриотски причини, затоа што тој сака да ја заштити американската економија. Исто така, морам да напомениме дека Америка, односно САД, беше нефер третирана од сите други земји, што излезе сега ова листа за тарифите. И како што можете да видите дека овие тарифи што ги стави моментално САД се скоро дупло помали од тие тарифи што веќе ги имале против нив, за нивните стоки и услуги што ги извезувале. Така да ова беше нешто сосема природно и нормално што се случи за човек, лидер, што си ја сака својата држава, што сака да го појача производството во САД, и исто така голем дел од тие силни инвеститори, богати компании, со ова да ги врати повторно во САД. Така да, мислам дека со ова ќе се створи еден терен за САД, каде што ќе можат да преговараат понатаму и евентуално можеби ќе видиме ситуација каде што ќе се турнат тие тарифи и од едната и од другата страна, затоа што Трамп најави како што ќе бидеме третирани, така ние ќе возвраќаме. Така да ова беше, мислам дека беше сосема природен процес што се случи. Дали овие тарифи кои што ги воведе Доналд Трамп ќе влијаат на раст на американската економија или според некои економски експерти ќе значат нова рецесија или ново буткање на економијата? Така. Пред се да се, како макроаналитичар, би кажал дека Америка моментално се наоѓа во стагфлација, затоа што економијата се уште е во еден вид на стагнација и се уште има инфлација што не ги задоволува стандардите на Федералната банка во Америка, а тоа е да се биде под 2% инфлација. Така да уште гледаме таа инфлација дека е далеку над тоа 2% што тие го замислија. Како што и гледам сите параметри економски, не можам да видам знаци за рецесија во САД. Ако ги гледаме другите економии, Кина се наоѓа во дефлација, што е исто така многу лошо за производителите. И исто така гледаме дека ЕУ е во рецесија. Со овие тарифи дополнително ЕУ би се ослабнала и други економии како Канада, што се буквално зависни од Америка да ги увезува нивните стоки, особено Канада, затоа што Канада 70% од се што извозува оди во САД. Тоа е дефинитивно една трговска размена каде што буквално се гледа зависноста на Канада од САД. Од друга страна пак тука во ЕУ скоро 17%, повеќе над 17% извозот, целокупен извоз е во САД. И дефинитивно овие тарифи ќе бидат јак удар за веќе слабата економија во ЕУ. И особено најголемиот удар ќе го примат автомобилската индустрија од Германија, затоа што третина од сите возила што се извезуваат од Германија одат токму во америчкиот пазар. И исто така Франција исто ќе го прими најголемиот удар од овие тарифи, затоа што голем дел од нивните луксузни стоки што ги изнесуваат надвор од ЕУ и ги даваат таму во САД, баш тие ќе бидат засегнати затоа што голем дел од тие
како на пример шампањ, конјак и така натака други луксузни стоки баш се извезени во САД. Видовме дека пред 2 недели, чинам, или 3 недели, Урсула фон дер Лајен излезе со став дека ЕУ ќе возврати на овие тарифи, што според мене ова е повторување на истата грешка што ЕУ направи преходно со Русија. Јас уште тогаш во 2022 кога ЕУ наводно стави тие против Русија сите тие мерки што ги направија, се, како што кажав и тогаш во 2022, така испадна дека тие беа поразителни за ЕУ. Затоа што основата за една економија било каде е енергенците, енергијата, и тие токму тоа го подкопаа тоа основата на економијата, затоа што едноставно запреа да увезуваат нафта и газ од Русија, што тогаш 70% се што беше увезено беше од Русија, и тоа беше еден тежок удар особено за приватниот сектор во ЕУ. Доста големи фирми се затворија, доста фирми исто така и се префрлија во други места каде што имаат подобри услови. И токму и тоа е една од причините зошто ЕУ е во рецесија. Сега ова со овие тарифи сега што им ги стави Трамп, им ги наметна Трамп, мислам дека дополнително ќе ослаби ЕУ и ќе биде се потешко да се излезе од оваа рецесија во ЕУ. Така да се надевам дека лидерите од ЕУ ќе дојдат до еден консензус и ќе сватат дека едноставно не можат да се борат против САД, затоа што не се моćни. Реално зборниме, ЕУ не може многу да понуди на светски пазар, затоа што сите знаеме 80% од се што се произведува во светот е од Кина. Синџиро на набавка е во рацете на Кина. Во Кина има и квалитетни и неквалитетни продукти што се прават во зависност на колку чина тие, но сепак заклучокот е дека ако останат овие тарифи како што се, ќе биде многу тешко за ЕУ. А на твоето прашање што би било со америчката економија, на краток рок мислам дека може да има и еден вид на инфлационен удар, што не верувам дека ќе биде многу накачување на инфлацијата, али дефинитивно ќе има удар тука, ќе има накачување на инфлацијата во САД, и сметам дека тоа би се стабилизирало за еден квартал или максимум 2 квартали. Исто така видовме финансиските пазари, најголемите берзи, SP500, NASDAQ, берзите секогаш реагираат пред време и така да видовме пад. Јас на мојот статут, на мојот пост на Facebook пишав дека очекувам 10% на финансиските пазари на берзата америчка пад поради овие тарифи. И баш таа ден се случи 5% пад, што таков пад не сме видели уште од 2020 година кога се случи ковид кризата и локдаун. Дефинитивно било какви тарифи, ако гледаме на глобално ниво, не се добри ниту за едните ни за другите, но меѓутоа сепак јас ја разбирам позицијата на владата на Америка. Сметам дека тие работат пред се за интересот на Америка и народот во Америка, и дека со овие тарифи едноставно тие сака да ја заштита својата економија и да ги вратат тие што веќе излегле од Америка како најаки производители. И дефинитивно не очекувам дека ќе има рецесија, нема такви показатели за рецесија во САД, но меѓутоа дефинитивно ќе биде турбулентно во овој период. Можеби и ќе се договорат понатака и да се тргнат тарифите. Што правиме со Кина? Само уште тој сегмент ми останува онака нејасен, бидејќи излегува информации дека по воведувањето на тарифите во Кина голем број на мали производители веќе најавуваат затварање на своите компании и се очекува стампедо од отпуштање на работници во Кина, пред се на малите компании кои што се добавувачи на овие поголемите компании кои што продаваат и извезуваат надвор од Кина. Јасно, за Кина и тоа ќе биде дополнителен удар, затоа што Кина веќе одамна не е во сјајна финансиска состојба, макроекономски гледано, значи тие имаат дефлација, тоа значи се произведува повеќе од поборувачката,
ова што се случува сега со тарифите дефинитивно ќе придонесе негативен притисок на кинеската економија. Но меѓутоа исто така Кина веќе одамна имаше пред 2 месеци имаше големи пакети на стимулирање на економијата. Чинам дека беа неколку трилиони американски долари и сметам дека во овој период, како што реков, два квартали, мислам дека ќе биде доста турбулентно додека не се излезе на површина и да се искристализира целата ситуација и да видиме како ќе се движи. Но факт е дека ќе биде и негативно и за Кина. Но овде во најголем удар се ЕУ и Канада. Само малку ќе отидеме на делот повторно на финансиските тргувања, односно побарувачката на злато, забавувањето на криптопазарот и потоа ќе навлеземе во блокчейн технологијата, која што е доста интересна, приказна во овој момент и можеби дефинитивно треба не само македонската, него и поголемиот дел од владите да ја земат како своја иднина. Ме интересира само, значи, за делот. Почна да расте цената на златото, криптовалутите стана несигурни или нестабилни, во тој дел имате познавања и потоа ќе се префрлиме на блокчейн. Така, за пазарите сега сакате да ви образложам, нели? Да. Финансиските пазари, како што реков, секогаш тие реагираат пред време, пред да се случи нешто во економијата. Затоа што тие реагираат пред своето време. Тоа се случи со америчката берза, исто така имаше пат дополнително и во криптоберзата. Ако се навратам наназад, јас имав пред година и 3-4 месеци имав моја анализа и очекување за финансиските пазари и со овој пат веќе моето предвидување се оствари дека ќе се случи пат. Инаку морам да прецизирам дека тоа што беше позитивно, многу позитивно во декември и јануари, се до средината јануари за берзите и вклучително криптоберзата, тоа беше пред се момент на сентимент. Затоа што Трамп вети многу поволни нови политики према криптоиндустријата, но исто така најави дека капацитетот на производство ќе се зголемува во САД и на тоа берзите тогаш реагира доста позитивно и затоа видовме нови рекорди. Лани рекордите беа срушени и во сите амерички берзи во историјата на постоењето на берзите. Сега ова што го гледам, мислам дека е дополнително со тарифите покрај тоа што е нормално враќање на нивото на берзата што требаше да биде, затоа што, како што кажав, беше накачено ради сентимент, не поради добрите макроекономски услови. И мислам дека се враќа на ниво каде што би требало да бидат со оглед на тоа како е макроекономијата. За криптото што се однесува, криптото и технолошките акции, акциите на технологија, тие се уште понапредни за разлика од другите пазари и гледаат уште понапред. За тие вид на инвестиции, како што се акциите од технологија и криптоберзата, потребни се макроекономски услови за да видиме еден бул маркет каде што можеме да видиме нови рекорди. Пред се треба да биде ликвидноста накачена, каматните стапки мора да дојдат до најниско можно ниво и секако дека аутпутот во економијата, односно во производството, индексот треба далеку од тоа што е моментално да се накачи. Моментално, ако гледаме индексот на производство во САД, гледаме дека е под просечното ниво што треба да го има за една економија каде што оди во прогрес. Како што реков, затоа имаме стагнација таму. Мислам дека пазарите со тек на време како ќе се подобри макроекономската ситуација во САД пред се, како најсилна економија, сметам дека после во четвртиот квартал ова година ќе видиме нови рекорди и на биткоин и на другите криптовалути и исто така и на берзите и мислам дека тоа може да продолжи исто така и во првиот квартал во 2026 година. Што правиме со златото? Инвеститорите некако се свртеа кон златото во овој период, тоа почна рапидно да расте. Така. Јас од секогаш златото сум го предпочитал како на една од најдобрите инвестиции за зачувување на
на парите, на средствата, на вредноста на парите со тек на време. Тоа е одлична алатка, особено во едни вакви нестабилни ситуации, нестабилни периоди како што ги имаме сега. И тоа исто така во мојата анализа пред година и пол кажав дека златото ќе руши нови рекорди и продолжувам и исто така ја очекувам и понатака да руши нови рекорди, се додека не дојде стабилизација на макроекономската ситуација, се додека не паднат каматните стапки, производството не се качи. Мислам дека златото тоа е одлична средина и услови за златото и среброто да одат нагоре и да рушат нови рекорди. И сметам дека во наредните 2 квартали можеме да видиме и нови рекорди на златото и среброто. Ме интересира во делот сега на блокчейн технологијата. Кога ќе се спомне блокчейн, поголемиот дел од луѓето го врзуваат со криптовалути, најчесто со биткоин, односно во суштина е на тоа ниво. Последниот период почнаа низа професори, не само од Македонија, 1-20 од Македонија, но повеќе од Европа и од светот да го спомнуваат блокчейн, да ја спомнуваат блокчейн технологијата како одлична можност за контрола и едноставно насока каде понатаму да продолжат државите, економијата, тоа е блокчейн технологија, каде таа реално може да се употреби, а потоа ќе се вратиме на домашно тло, што ќе се направеше доколку ние воведевме блокчейн технологија онака како што вас се следев и спомнавте пред околу 2-2,5 години. Така, ако се навратите наназад, јас скоро 5-та година јавно зборувам дека блокчейн технологијата е неопходна да се имплементира и во јавниот сектор и во приватниот сектор, во тие поголеми фирми, особено фирми што соработуваат со владата, затоа што тоа е неопходно за прогрес и неопходно ако сакаме да имаме 100% транспарентност и да имаме нула корупција. Имаме одлични примери во светот, каде што лидери во светот дефинитивно се Естонија. Естонија скоро во сите сектори, во сите јавни сектори веќе има имплементирано блокчейн технологија. Тоа нив ги чинеше околу 50 милиони долари и таа процедура траеше околу 7 години. Така да во Македонија тоа може исто така да се постигне. Јас тоа одамна го зборувам и нагласувам на важноста за блокчейн технологија, затоа што ако го погледнеме извештаите на Светска банка, ќе видиме дека според Светска банка дел од државите во Западен Балкан, каде што ние спаѓаме, држави како Македонија, Босна, Албанија, Косово, се уште се соочуваме со една голема корупција и тоа исто така придонесува за растот на економијата во тие држави, затоа што според Светска банка до 20% од буџетот, буџетските трошкови, односно фискалната политика, никој не знае каде се тие пари. Значи, дали има премногу трошење, недомаќинско работење или има корупција, односно народски кажано крадење. Така да со ова блокчейн технологијата, како што веќе е спроведена во сите сектори во Естонија, и имаме други исто така позитивни примери како Грузија. Грузија веќе има ставено блокчейн во катастар. Имаме држави како што е Колумбија. Колумбија исто така важеше за доста коруптивна држава и тие го ставија блокчейн во синџирот на набавка и во јавните набавки. Исто тоа, многу пари се заштедија за нивната држава, каде што можеа да се пренасочат после кон развивање на државата и социјални политики, значи на правилно место кај народот да се пренасочат тие пари. Така да може и тоа и во Македонија да се направи, но меѓутоа е потребно политичка волја. Што е блокчейн технологијата, вака накратко да ја знаат гледачи, бидејќи блокчейн технологија, реков се споменува, ама речи се како да никој во Македонија не знае или многу мал процент знаат како таа функционира. Да речеме, сега се пофалам јас и уште неколкумина ја знаеме, но поголемиот дел од луѓето не ја знаат таа блокчейн технологија и сигурно кога нешто ново се воведува, изгорени од претходно, најверојатно ќе почнат да размислуваат дека тоа ќе биде повторно момент за корупција. Како функционира блокчейнот? Така.
Јас ќе се обидам со наједноставни зборови да ја опишам блокчейн технологијата, затоа што сакам да дојдам до пошироката маса на луѓе да ме разберат за блокчейн технологијата. Накратко кажано, блокчейн технологија представува една отворена дигитална датотека на податоци и таа е децентрализирана. За разлика, ние имаме пример дигитални датотеки, но меѓутоа тие се централизирани. И тие датотеки може лесно да бидат манипулирани во интерес на властите. Во овој случај, блокчейн технологијата е вид на отворена јавна датотека, каде што никој не може да прави никаква цензура, измена на податоци и така натака. Тоа е една работа. Втора работа кај блокчейн технологијата е што е децентрализирана. Да појасниме, многу луѓе се бунат на тој термин централизирано, децентрализирано. Централизирано е нешто каде што може одредена групација или човек да раководи со тие информации. Тоа е централизиран леџер, односно датотека, централизирана датотека, тоа што го имаме ден денес во многу држави и кај нас. А овде децентрализиран, ова блокчейн технологија е децентрализирана, што значи дека тие податоци што стојат на таа датотека постојат низ милиони компјутери низ ширум светот. И секој компјутер има копија од таа датотека. И ние веќе имаме одлични примери каде што на отворен јавен блокчейн, пример сега Сингапур, едно од најразвиените држави во светот, цела држава буквално ќе ја стави на еден блокчейн, на отворен јавен блокчейн. Зошто? Затоа што Сингапур веќе одамна тргна кон просперитет и единствен начин за да се има просперитет во држава, во општество да имаме просперитет е, како што реков, кога ќе имаме ситуација каде што корупцијата ќе биде невозможна и ќе имаме сите транспарентност на нашите заеднички пари, затоа што на крајот на денот буџетот се нашите заеднички пари од сите луѓе што учествуваат во економијата, нели? Така да на сите граѓани би им објаснил накратко дека таа датотека која ќе се имплементира тука во Македонија, а може тоа и за тоа да зборуваме како би се имплементирало, со тоа сите ќе имаме увид кај се нашите пари, исто така државата ќе биде побогата, ќе можеме да имаме нови инвеститори што ќе дојдат и ќе се чувствуваат, ќе имаат само доверба да дојдат во Македонија да инвестираат, затоа што моментално, како што знаеме, голем дел од инвеститори, странски инвеститори е одбегнуваат Македонија токму ради корупцијата. Исто така, ние знаеме дека Македонија се стреми кон ЕУ. Тоа е тој наратив и таа е таа идеја што се турка веќе повеќе од 20 години. Така да Европа има исто така, една од главните бенчмаркови на Европа е дигитализација и транспарентност. Затоа ние имаме во Македонија сега ново министерство, Министерство за дигитализација. Ова Министерство на дигитализација не значи ништо ако ние не воведиме јавен блокчейн во сите сектори на постоење на живеење. Сега, ако би се направило такво нешто во сите сектори, како што кажав, луѓето сите ќе имаме бенефит. И можам и да навлезам подетално ако Па би сакал да имаме време. Ако може, да. Еве пример, во јавните набавки, значи ние сите сме запознаени како функционира во Македонија тендери, се местат во 4 очи и така натака. Тоа е јавна тајна, сите го знаеме, не е нешто што не е познато. Кога има еден таков систем, сите ние како граѓани ќе можеме да имаме увид кој аплицирал за одреден тендер и тие услови што ќе бидат веќе јавно напишани на таа датотека дигитална, ќе мора тој што ќе аплицира ќе мора да ги исполни и ние ќе можеме да видиме кој има најдобра понуда за реално да го добие тендерот. Пример во тој сектор. Во сектор на земјоделство. Ние знаеме дека голем дел од парите што треба да одат кај земјоделците отидоа кај луѓе блиски до власта. Зборувам за овие 35 години, не е ова само за сега, значи да не ме свати некој погрешно дека зборувам за сега. Така да тоа може да се поправи и тие пари да се пренасочат кај земјоделците. Исто така, оваа ситуација што имавме, овај несреќен случај што се случи во Кочани, немаше да се случи ако ние имавме имплементирано блокчейн технологија. Некој ќе праша како? Многу едноставно, затоа што ако имаме ние катастар што е на блокчейн, на тој катастар
кога ќе се вметне дека одреден објект е за одредена дејност, во случајов дефинитивно не е за угостителство, самиот блокчейн технологија нема да му дозволи на некој да регистрира фирма угостителска на место каде што не може да биде за угостителство. И немаше да се случи ова трагедија. И сега, токму поради ова што се случи, мислам дека ова треба да биде повик на будење за сите нас и сите ние да бараме блокчейн технологија за имплементирање. Исто така за спортот може исто така преку блокчейн технологија да ги оцениме најдобрите спортисти и тие да ја застапуваат репрезентацијата на Македонија без разлика на кој спорт. Значи, во сите сектори, во образование, во здравство, имавме ситуација каде што човек беше индиректно убиен затоа што не знаеле дека е на аналгин алергичен. Ако имавме ние имплементација на блокчейн технологија, овој човек ќе беше жив. И многу други ситуации што се случиле такви немили настани. И да не ги спомнувам преходните трагични наставања што беа на Дурмо, Турс и така натака, тоа може да се имплементира исто така за регистрација на возила. Со еден збор, во се што знаеме од општеството, во сите сектори може да се имплементира таа блокчейн технологија и да ни помогне на сите нас и да ги зајакне индивидуите, но исто така да ја појача државата и да имаме нови инвеститори и инвестиции во Македонија и да растеме сите заедно. Кога зборуваме за блокчейн технологијата, овдека малце да се надоврзам ова вака да пробам да го сублимирам. Значи, секое министерство би си имало свој така наречен клуч, кој што ќе може да влезе во самиот систем на блокчейн технологија. И преку тој клуч или лозинка, кога ќе се внесе било што, јас како граѓанин ќе можам да видам кој бил човекот кој што внесол податок. Така. Само за разлика од криптовалутите нема да биде број, тука ќе биде име и презиме. Да. Така што ќе знаеме кој бил човекот кој што изманипулирал со лиценца, кој дал лиценца, например, и потоа тоа нема да може да се избрише во ниту еден случај, во случај на судски спор. Тука едноставно нема кој да влезе да избрише внатре информацијата која ја поставил лицето тоа и тоа, па макар и погрешило во тој сегмент. Да. На тој пример што кажа, одличен пример, во тој случај тоа што ќе биде вметнато како информација, самиот систем ќе го препознае како неточен и ќе не може да се вметне, затоа што тоа ќе биде подпомогнато исто од паметни договори. Не сакам да навлагам технички, затоа што сакам пошироката јавност да ме разбере, што значи дека дури и некој да сгреши, не ќе може да го вметне тоа, затоа што одредени услови треба да бидат запазени, за да може одредена информација да се вметне во самиот блокчейн. И токму поради тоа, што е суштината тука? Затоа што без разлика кој да дојде на власт, без разлика. Еве пример, јас да веруваме дека сега оваа власт е најдобрата, да веруваме и стварно да биде најдобра, можеби ќе дојде друга власт што ќе го злоупотреби сето тоа. Но меѓутоа ако се постави блокчейн технологија, никој не ќе може да го манипулира тој систем и тој систем ќе работи во интерес на цел народ во Македонија. Блокчейн технологијата како новитет во дигиталната сфера е многу повеќе од сите оние дигитални алатки кои што ги имаме ние за така наречена отчетност и транспарентност, бидејќи колку што знам, во моментов од претходната влада е поставен дигитален систем на така наречен дигитален подпис, кој што секој највисок службеник во државната администрација повеќе не се подпишува рачно, туку документите ги подпишува преку дигитален подпис со издавање на архивски број. Во суштина тоа беше една од причините каде што се посомнева, односно каде што се откри фалсификат и се посомнева дека е фалсификатот направен на тој начин, односно на тој деловоден број кој што е претходно изваден. Така. И на тој електронски подпис во оригинал е испечатена само лиценца за тој објект. Да. Ова во блокчейн технологијата би било невозможно, бидејќи тој деловоден број и тој подпис би бил само за тој документ и никој нема да може да влезе внатре и да направи било каков фалсификат. Така е. Значи тоа е една добра, интересна практика. Колку би ја чинела Македонија воведување на еден таков систем, прво финансиски, и второ, многу реално прашање, дали сметате дека во Македонија има интерес од страна на било која политичка елита да се воведе ваков систем? Да, одлично прашање. Кога зборуваме за чинењето, колку би чинело,
Јас сум направил проекции за Македонија, пошто Македонија релативно е многу мала држава. Исто така не сме многу населени, имаме сума сумарум 1.800.000 луѓе што живеат во Македонија. Сметам дека имплементација би одела доста лесно тука во Македонија. Би траела таа имплементација негде околу 3 години, заедно со сите предмети што ќе бидат поврзани да се поврзат со таа блокчейн технологија, затоа што во таа визија што имам јас, нема потреба ние да градиме нов блокчейн од почеток, туку едноставно на веќе постоечки отворен јавен блокчейн, така да затоа таа имплементација би била некаде околу 3 години и тоа би коштало некаде околу 100 милиони евра, што е незначителна сума за Македонија со оглед кој ќе погледнеме на што се фрлаат пари и ден денеска не можеме да увидиме, немаме увид на тоа, колку е сето тоа транспарентно и валидно. И вашето второ прашање беше дали има интерес од нашите политички елити? Ние сите знаеме дека во Македонија интересот на властите и на преходните и сега, верувам и во иднина, е многу мал. Затоа што во тој случај нивната моќ се намалува, а се зголемува моќта на луѓето, на населението и на самата држава. Во тоа ние што треба да разбериме сите како граѓани во Македонија и луѓе што придонесуваа многу во Македонија како приватен сектор, пример вашата телевизија придонесува на некој начин како приватен сектор. Сите тие треба, ние сме тие што треба да ја туркаме таа идеја за да ја наметниме на било која власт да ја воспостави. Јас едно можам да порачам дека било кој што ќе биде на власт, ако пример еве сега ова власт, јас би сакал ова власт да го направи, што поскоро тоа подобро. Јас сум сигурен дека ако ова власт тоа го направи, народот ќе ги гласа доживотно, затоа што бенефитите ќе ги видиме сите. Ова е во бенефит на сите, затоа што ако гледаме наназад, еве овие 10 години 300.000 луѓе се иселени од Македонија. Ако ние воспоставиме еден таков систем, праведен систем, каде што ќе биде награден највредниот, најдобриот, во еден таков систем ние ќе луѓето што веќе се иселени ќе почнат да се враќаат тука затоа што ќе има поинаков систем. Исто така, ќе имаме голем број на инвестиции. Јас за тоа исто така зборував за делот на легализирање и регулирање на криптовалутите, доколку ако се направи дубајскиот пример, каде што според мене треба дефинитивно криптовалутите да бидат со нула данок и на фирмите што работат со блокчейн технологија, ако им се наложи добри законски регулативи, пошто Македонија реално, ако гледаме на хартија, е една од најдобрите земји за правење бизнис, пошто имаме само 10% данок. Ако споредуваме, пример, данокот од Шпанија, од Франција, од Германија, каде што е преку 40%. Значи, тук во тој поглед сме добри. Но меѓутоа, во Македонија за да дојдат инвестиции, прво треба регулација, второ треба инфраструктура и трето треба да се уништи корупцијата. Никој што има пари нема да дојде во Македонија да инвестира, кој знае дека ќе му побараат пари. Има корупција тука. Јас лично имам донесени инвеститори во општина, каде што градоначалникот, поранешниот тогаш градоначалник, си побара човекот во лице му побара мито. Значи ние тоа го гледаме секојдневно, тоа го знаеме сите. Нема потреба да се молчи за тоа го знаеме сите. Но меѓутоа треба системот од корен да се смени, да се воспостави ова блокчейн технологија, да се регулираат криптовалутите и јас сум сигурен како економист тоа можем да го потврдам дека ние можеме барем дупло да го зголемиме бруто домашниот производ во Македонија и луѓето да имаат поквалитетен животен стандард тука од тоа што го имаме денес и што е најбитно, младите да не ни бегаат во странство, затоа што странство не е така мед и млеко. Јас сум бил 12 години, имам живеење во Австрија, Швајцарија, Шпанија, така да сметам дека тука Македонија е земја што има многу можности, релативно сме богата земја за таа големина што имаме и ако се направат овие работи што ги спомнав, Македонија може да биде место каде што сите ќе ни завидуваат, наместо сега како што служиме место за подсмев. На самиот крај, блокчейн технологија
смарт земјоделие, бидејќи доаѓате од една, да речеме, рурална општина таму во Ресен или тој дел на Преспа. Да. Смарт земјоделство не е непознато веќе во светот. Апсолутно. Долго тоа се поврза со блокчейн технологија. Да. Како тоа би изгледало, или ја задам еден мој мал вовед па малку да издебатираме на оваа тема. Смарт земјоделие, за оние кои што не знаат, тоа подразбира врзување на вашата машина со Google Maps, најпросто кажано. Ви одредувате парцела, земате трактор кој што има распон на прскалки, сеалки, што и да е, и тој се движи по парцелата, врз основа на Google Maps се добиваат податоци на тракторот и тракторот почнува и завршува во вашата парцела, се врти на самото место и продолжува наназад да праши, прска, се или што и да прави. Човекот кој што работи во тракторот внатре е само оној кој што треба да го води системот. Моje размислување е кога тоа би се поврзало со блокчейн технологијата и преку таа блокчейн технологија, бидејќи е веќе функционална во неколку земји во светот, но може да се поврзе и со 6 најголеми метеоролошки станици кои што прават предвидување на времето, може да се направи бум во македонското земјоделство. Дали можеме вакво нешто да замислиме и да направиме? Ова е моje размислување, не знам вие како експерт. Апсолутно се согласувам со твоето размислување, апсолутно си во право. Не би додавал многу тука, едноставно тоа што го кажа, само ние ќе бидеме поврзани на блокчейн системот каде што транспарентно ќе се гледаат сите податоци. Ќе знаеме на крајот од денот кој земјоделец со што прскал. Точно така. И не само што прскал, колку произведел, каков вид, на тоа што го произвел, колку е тоа квалитетно, затоа што исто така има тука, да те надополнам, камери со вештачка интелигенција каде што може да ги пренесат тие податоци и да ги стават на блокчейн и така да сортирањето, еве пример за јаболка да речеме, ако ја зборуваме конкретно за тој регион, значи тоа може да се направи на тој начин каде што исто така и за откупот исто така. На самите пунктови за откуп да биде тоа автоматизирано, наместо сега како што многу луѓе постојано се случува да бидат измамени, да ги однесат своите јаболка таму на откуп, па тој што откупувал става фирмата на банкрот и луѓето остануваат ни горе ни долу, без пари. Значи тоа може многу лесно да се реши и тие да имаат загарантиран откуп. Но меѓутоа пред се не само што ќе се стави на блокчейн, тоа може да се реши, но исто така треба да има економска политика за аутпутот на производството, за да можеме ние да се осигураме дека земјоделецот без разлика колку и да произвел, дека ќе му се откупи. Таа стратегија на внатрешна економија кај земјоделието перфектно функционира во Швајцарија, во Канада. Тие се еден најдобрите примери во светот. Например, еве ќе кажам за Швајцарија. Јас сум живеел таму скоро 5 години и имам видено со своји очи како, пример, прават откуп на млеко. Секој еден фармер има едни големи канестери каде што оди во таа улица каде што има тие откупни места, пунктови да речам, со канестер голем, директно таму си го тура млекото и со тоа има мерна единица која е масленоста, квалитетот на млекото и кој фармер колку има оставено млеко тука. И после си иде камион што ги зема тие канестери и ги носи директно во фабрика, а луѓето си ги добиваат парите на своето конто. И сите се презадоволни. Најбогатите луѓе во Швајцарија се земјоделците, настрана од овие бизнисмени што се дојдени од секаде од светот. Најбогатите луѓе се. И во Македонија треба да бидат земјоделците на пиедестал, затоа што ние има два типа на економија. Македонија е производствена економија, базирана на производство. Ако ние немаме собствено производство, Македонија ќе биде на работна екзистенција. И исто така, морам да спомнам, ние имаме буџетски дефицит со децении. Последно ние Македонија, мислам ако се сеќавам добро, околу 2000-тите немавме дефицит буџетски во трговски размена, зборувам дефицит. Производи претежно. Да, другото се ние сме во дефицит. Значи, одам во маркет наш, пример, нема да го наименувам кој, гледам краставици од Албанија, гледам домати од Турција. Нема потреба за такво нешто, ние имаме земја за тука тоа да го направиме.
Така да, значи, едноставно треба да се створат услови за тие да можат да продолжат со производството и да го задоволуваат пазарот и едноставно ова држава само на тој начин може да просперира. Јас ти благодарам за одвоеното време. Нашиот термин истече и малку подолго се задржавме, бидејќи имаме простор согласно програмската шема. Јас благодарам што дојде, што направивме вака еден убав муабет. Ви благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи.